Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, медиуми и македонска јавност. Она што денес никако не смееме да дозволиме да се случи е за уставен судија да избереме личност која неуставно се однесува. Видовме дека со оваа власт обвинителството гони кого сака, а судото судува кого мора. И време е да ставиме крај на ваквите појави, затоа што бескрупулозноста на партиските моќници го прави тоа што во најлошите времења на беззаконие не е правено. Предложената за судија во Уставниот суд на Република Македонија Добрила Кацарска по ниту еден критериум, освен политички пазар и постизборно порамнување на сметките, не е соодветна за да биде на местото на кое е предложена. Зошто? Затоа што единствено, пошто ја паметиме, е извршувањето на нарачките од мафијата наречена власт. Зарем на вистина некој може да помисли дека таа би можела да гласа и за една одлука на Уставниот суд која не би ја одговарала на власта. Затоа, почитувани, изборот на Кацарска не би значил ништо друго освен страшна девалвација на Уставниот суд, затоа што судија кој не го почитува Уставот никако не смее да биде уставен судија. Освен што е персонификација на партијата, Кацарска е докажана и како судија која дискриминира обвинети и повредува основни човекови права. Верувајте дека ваквите експерти, како што се лиценцирани членовите на актуелната власт, набргу ќе станат експерти за аздисување од најлош вид. За чии интереси? Сигурно не за народните. Како што секојдневните трицифрени бројки на заболени граѓани никако не можат да се наречат справување со коронавирусот, така правда не можат да донесат неправедни личности натоварени со бројни скандали и афери. Нерасчистените корупции и криминали и понатаму пловат во матно и наместо да се расчистуваат и одмотуваат, тие уште повеќе се заплеткуваат и од нив произлегуваат нови, уште поголеми криминали и криминалци од тие претходно. Никој не смее да е над законот, а носителите на функции со свој пример тоа мора да го докажуваат. Вака изјави вашиот премиер и наш за жал. Но ние денес имаме предлог кој многу пати се постави себе си над законот, а не видовме некој да понесе одговорност. Со вакви личности никогаш нема да влеземе во редот на напредните држави. Личност која влијае врз судии во носење на судски одлуки, личност која суди маратонски и нажими мајка и личност која пресудите ги носи и пред да започне судењето, треба кривично да одговара, а не да биде унапредена во уставен судија. Сомнежите за пристрасност, непријателство и лоша намера, нечовечното и непрофесионално постапување, брзинското судење, дискриминацијата по основ на пол и политичка припадност со кои се крши и кодексот на судската етика, а кои ги констатира Европскиот суд за човекови права, се само мал дел од, во наводници, богатото професионално CV на предложената Кацарска. До толку богато и до толку професионално, што еден од најпрестижните универзитети во светот врз примерот на предложената кандидатка ќе ги учи студентите како не треба да се води една постапка. Срамно е за една држава нејзините примери да служат како негативни примери од пракса која мора да се избегнува. А кај нас токму тие примери добиваат унапредување и се спомнуваат на местата како што е законодавниот дом, каде што никако не заслужуваат да бидат споменати. Од ваквите кандидати само се зголемува сомнежот кај јавноста во правдата. Биографијата и поврзаноста со политичката партија на власт уште еднаш ќе ги разгорат страстите и ќе создадат дополнителни дилеми кога станува збор за правниот систем и неговата заштита. Не смееме да дозволиме да ни се случи политичка трговија и најголемите привилегии да ги дадеме во рацете на личност која најмногу и се допаѓа на власта. Потребно е да се менуваат многу нешта за од Република Македонија да не направиме контејнер држава во секаква смисла и во секој поглед. Политизацијата на уставното судство никако не смее да стане домашен бренд, а на прав пат сте да го сторите тоа.
Со поставувањето на Добрила Кацарска за уставен судија, јас сум уверена дека ќе продолжиме да бидеме сведоци на контроверзни одлуки, но и на неконтролирано јакнење и ширење на надлежностите на институцијата наречена Уставен суд. Од друга страна, институцијата и понатаму ќе биде импотентна кога станува збор за чувствителните правно-политички прашања. Доминантното влијание на владините структури ќе оневозможи било каква слобода и инвентивност на судијката задолжена од представниците на политичката идеологија на власта. Ваквиот правно-политички команден центар секако и понатаму ќе биде посакуван плен на владеачката политичка гарнитура. Судската надлежност мора да се врати на судовите и да им припаѓа на судиите, кои ќе бидат избрани како судии, а не како политички представници на останатите гранки на власта. Во спротивно, метастазата не ни гине, затоа што и за жал веќе сме метастазирани. Жалам што предлагачот крајно го потцени парламентот и немаше доблест да излезе и да образложи дали при одлуката да ја предложи Добрила Кацарска за уставен судија се раководел од принцип на објективност и дали ги имал предвид сите критериуми за стручните, моралните и човечките квалитети на предложената или замижал и денес пред нас стои сосема спротивното. Инаку, како би можел предлог да биде некој кој бил екзекутор на одредена власт, директен учесник во низа монтирани процеси и некој кој судел според директивите на партиските органи? Ние како пратеничка група нема да дозволиме да паднат во заборав претходните однесувања и постапки на Кацарска, посебно заради тоа што се работи за човек со ниски морални, човекови, стручно-професионални квалитети. Впрочем, знаеме и јасно ни е, вам ви одговара, затоа што само на таквиот може да се влијае. Кој може да гарантира дека предложената судијка нема и во иднина да потпадне под влијание на актуелната власт? Занимавањето со политика, застапувањето на одредени политички ставови е нешто сосема спротивно со статусот на судијата. Имаме предлог за судија чија професионална нестручност е општо позната во судските кругови и пошироко, без оглед што долги години ја обавувала функцијата судија, затоа што истата ја обавувала, за жал, на штета на граѓаните на Република Македонија. Имаме предлог за судија, кој според своите покажани и докажани политички ставови се определил за нешто што е апсурдно, инкомпатибилно со судската функција и воопшто со лојалноста на оваа држава. Судија кој со своето однесување, постапки и одлуки фрлил сомнеш на себе и ја доведе во прашање непродуктивноста, честноста и непристрасноста на судскиот позив. Судија за кој е општо познато дека кај него може да помине се што е предложено од власта. Имаме ние и докажани стручни судии во оваа држава, докажани според својата стручност, професионалност и честност. Затоа се чудам како е можно да не бидат предложени судии за кои сите ние би постигнале консензус и би немале никакви замерки, туку само пофални зборови. Судии кои суделе најпрофесионално во најтешки и најсложени предмети и кои уживаат неподелен углед и авторитет кај сите учесници во судските постапки. Сакаме да се интегрираме во европските процеси. Меѓутоа, мора да имаме предвид дека за тие процеси се бараат и нови стандарди и таму не може да се оди со стар багаж. Ако еден судија свесно го крши уставот на својата држава, јас ќе ве прашам дали тој може да напредува во службата. Изборот на Добрила Кацарска отворено ја доведува во прашање желбата и волјата да имаме едно навистина независно, стручно и квалитетно судство, кое ќе може одговорно да ја обавува судската власт во државата и да придонесе во создавањето на, за жал, веќе премногу употребуваната флоскула правна држава. Правда ќе има и таа ќе ве стигне. Ако не од нас, бидете сигурни од гневот на децата на оние кои што се по затворите. Ви благодарам.